Благодарам. Ајде неколку кратки бројки. Прво, не се согласувам дека бројките не познавале идеологија. Познаваат идеологија. И тоа каква идеологија? Претходно ја тука сум гледал бројки на идеологија базирана на лоповлук. Најмногу од таму, од градот, каде што вие доаѓате, тој што ја водеше владата. Овие бројки кажуваат нешто друго. Сега вака. Прво, инфлацијата не е обврскана на Министерството за финансии, тука е на Народната банка. И вие, ако го следите во овие 2 години, затоа што тоа сакате да го зборувате, кога бевте заедно со нас во мнозинството, од 2025 година до моментот додека започна кризата, беше во надолен пат инфлацијата. Тоа е факт. Инфлацијата почна да се ревидира од кога започна кризата. Некаде од близко до моментот кога вие го напуштивте владиното мнозинство. Значи има пред и потоа. Тоа е факт. Зборувате за дефицитот. И тогаш сме го критикувале, заради тоа што бевме во право. Сега, што е разликата? Да идеме со бројки. Ако гледаме ние реализација на капитални расходи, 2024 година кога го критикувавме, беше реализацијата на капиталните расходи 12,9 милиарди денари, а сега во овој момент реализацијата е 19,3 милиарди денари. Реализација на капитални расходи. Се тука зборувавте за дефицитот. Толку ќе се проширил, па нешто поздравувавте, па нешто критикувавте. Но мораме да бидеме јасни и кога зборуваме за бројки. Ајде да ви објаснам, и на вас и на сите кои што сме тука, за проширувањето на дефицитот. Ајде да идеме една проста математика. Ве молам, извадете го телефонот, ја ќе ги читам бројките и вие ги прочитавте истите бројки и кажете ми на крај кога излезете дали сум јас во право или тие тези кои што вие ги ширите. Ако капиталните расходи во ребалансот се зголемуваат за 4 милиарди и 747 милиони денари, значи 4 милиарди и 747 милиони денари повеќе средства се извојуваат за реализација на проекти до крајот на годината. Ако одиме за плати, 1 милиарда и 128 милиони денари повеќе. Ве молам, запишувајте ги бројките, па после да ми кажете. Зошто ќе ве прозивам сите за овие бројки. Субвенции и трансфери растат за 3 милиарди и 94 милиони денари. Овие средства се повеќе за земјоделство, железнички сообраќај, студентски ученички стандард, породилно боледување, мој дедове и така натака. И социјалните трансфери кои што вие ги пофаливте од тука за 2 милиарди и 234 милиони денари, ова се за пензиски обврски, здравствена заштита и така натака. Колку е вкупниот кумулативен збир на овие бројки? Значи, јас прочитав неколку ставки. Едната е за капитални проекти, едната е за плати и надоместоци, едната е за субвенции и трансфери и една е за социјални трансфери. Значи се она кое што вие го кажавте. Соберете ги бројките и кажете колку се. Затоа ве замолувам кога зборуваме, кога сакаме да бидеме над ситуација, нешто како да пофалиме, нешто да искритикуваме, кога збориме за идеологија, ова е идеологијата на нашите бројки. Ова е идеологијата на нашите бројки. А тоа е патиштата кои што вие ги кажавте, и тоа секако сакам да бидете сигурен. Вие најповеќе дека тоа ќе биде реализирано. Многу работи да ги почнеме пред 2 години, сега ќе ги завршевме, но пред 2 години барем вие кога бевте заедно со нас, кога сме биле на една иста линија, знаете што сме критикувале. Не започнавме од нула, туку започнавме од дебел минус. Сега да ја стабилизираме ситуацијата и од овој момент натака можете да видите дека се градат галерии, автопати, експресни патишта, така да јас лично ве уверувам со целиот мој кредибилитет и тие патишта кои што вие ги кажавте ќе бидат реализирани. Благодарам.